Законот за амнестија кој вчера беше изгласан во собранието, веќе е испратен до кабинетот на председателот Ѓорѓе Иванов. Според законот, обвинетите за крвавиот четврток ќе имаат 5 дена да поднесат барање за амнестија. Јавноста реагираше на селективната правда, а на сметка на владата стигна и обвинувања за мешање во судството. Владата останува на ставот дека законот бил нужен за помирување и дека не станува збор за никакво мешање во судството. Овие политички одлуки се разбира дека носат политичка одговорност, но важно е дека мешање во судството нема, ниту ќе има по било која основа. Целта на овој закон е да се донесе помирување помеѓу највисокиот орган во државата или во собранието на Република Македонија. И уште еднаш да повториме. Јасно е дека нема да има амнестија за организаторите или за сите кои учествувале. Министерот за внатрешни работи не даде конкретен одговор за селективната правда и рече дека без оглед на личниот став, процесите за помирување во државата мора да течат. И директорот на Бирото за јавна безбедност, чиј живот беше загрозен на критичната ноќ, во куса изјава потврди дека личните ставови се разликуваат од законското решение за амнестија. Видете, овде не станува збор за лична одлука дали јас ќе му простам на некому или не. И тоа е моја лично чувство што го имам. Кај мене постои голем револт. Процесите во државата мора да течат, Република Македонија мора да напредува, мора да правиме зачекори за помирување помеѓу политичките партии, меѓутоа тие што се насилници, тие што се организатори, тие што се дел од институциите биле задолжени да го штитат уставниот поредок на Република Македонија, тие мора да носат одговорност. И мора да се знае дека ниту еден повеќе нема да може да злоупотребува институција визави зачувување на власт или задоволување на некакви лични или политички цели. Освен оние кои се надеваат на амнестија. Некако. Смем. Личното чувство е сосема друго, друго е напредокот на државата, че треба да гледаме напред. Закон има сега, законот нека им суди. Владините представници се децидни во одговорот дека насилниците и нарачателите ќе бидат изведени пред лицето на правдата, но сепак останува револтот на јавноста за селективна одговорност. Спорно е и тоа што законот ќе ги опфати претениците кои ги отворија собраниските врати, а без тоа дело не би дошло ниту до насилствата кои се случија на 27 април. Дополнително, револтирани се и обвинетите за насилство кои сметаат дека се наместени и изманипулирани.